Продолжува собирањето на потписи на граѓаните со цел укинување на законот за попис, кој власта го турка насила. И покрај предупредувањето од страна на опозицијата за непочитување на мерките на Евростат и како што велат правните нелогичности, сепак владата на Заев инсистира на попис. Денеска е вторден, откако опозицијата започна со акцијата за собирање потписи со над 300 пунктови ширум државата. Велат, бројката на потпишани граѓани против законот за попис е огромна. Сметаме дека големиот одзив на граѓаните, 25.000 потписи само за еден ден, а денеска очекуваме да достигнеме бројката од 40.000 потписи. Што значи дека до завршувањето на целата оваа акција, која што ќе трае 21 ден, многу над 100.000 потписи ќе одиме. Сето тоа покажува дека народот, граѓаните на Македонија, македонскиот народ и сите останати кои што живеат во Македонија, не се согласуваат со ваков попис. Николовски вели, со собраните потписи од граѓаните, ВМРО ДПМН во собранието ќе бара законот да се поништи. Таков попис не смее да помине и затоа македонските граѓани од сите градови и села се потпишуваат втор ден за закон за поништување на законот за попис. Јас сум убеден дека кога ќе стигне таа огромна бројка на потписи во собранието, која што денес можам да кажам ќе е многу поголема од првично проектираната бројка од 100.000, дека пратениците ќе го усвојат предлогот на ВМРО ДПМН и овој закон за попис, кој што не е согласно критериумите и препораките на Евростат и е политички, а не статистички, ќе биде поништен, односно укинат. Од владачката партија пак се децидни. Попис ке има. Пописот кој ќе се одржи оваа пролет ќе биде спроведен согласно сите меѓународни стандарди и конечно, како држава ќе имаме целосни, прецизни и релевантни податоци кои ќе послужат за креирање на издржани долгорочни политики за развој. Иницијативата на граѓански потписи следува од како председателот на собранието Талат Џафери и ја врати претходната иницијатива на пратеничката група на ВМРО ДПМН во парламентот да се расправа за законот. Со образложение дека е неисправна бидејќи не била поднесена со новото уставно име на државата. Според законското решение, предвидено е пописот да се реализира од 1 до 21 април. Ке се попишува и население кое живее во Македонија, но и оние граѓани кои не се резиденти. Роднините на иселениците ќе може да гарантираат за нивните податоци и етничката припадност.